На денешен ден во 1796 година, предводени од епископот Петар I Петровиќ, црногорците неколку пати ги победувале силите на скадарскиот паша Махмуд Бушатлија на Круси, кој загинал во таа битка. На овој датум во 1824 година Собранието на Мексико усвои устав, со што државата стана независна федерална република, наречена Соединетите држави на Мексико. На овој ден во 1866 година мировниот договор во Виена ја заврши 7-неделната војна меѓу Италија и Австрија, со што на Италија и беше даден регионот Венето и градот Венеција. На денешен ден во 1888 година роден е германскиот новинар Карл фон Оциски, добитник на Нобеловата награда за мир во 1935 година. Нацистите го затворија во концентрационен логор заради неговите пацифистички активности, а во 1938 година тој почина како резултат на тортура. Во 1895 година роден е Сергеј Александровиќ Есенин, еден од најпопуларните руски поети на 20 век. Неговото дело, како и неговиот живот, имаше значително влијание врз европската поезија. Негови познати дела се Кафанска Москва, Враќање во татковината, Исповед на Мангуп, Советска Русија. На денешен ден во 1906 година на радиоконференцијата во Берлин, СОС е воспоставен како меѓународен сигнал за помош. Најчесто се толкува како кратенка од англиските зборови Save Our Souls. Конвенцијата стапи на сила во јули 1908 година. На овој датум во 1929 година кралството на србите, хрватите и словенците го смени името во Кралство Југославија, а државната територија е поделена на 9 области бановини. На денешен ден во 1932 година Ирак се стекна со независност и стана член на Лигата на народите. На овој датум во 1952 година Велика Британија ја тестираше својата прва атомска бомба на островите Монтебело кај северозападниот брег на Австралија. На овој датум во 1989 година во Основниот суд во Приштина започна судењето против Азем Власи и 13 други косовски албанци обвинети за контрареволуционерни активности и организирање штрајк во рудникот Стари трг. На денешен ден во 1990 година Источна и Западна Германија формално се обединија по 45 години, додека процесот започна неформално на 9 ноември 1989 година, кога падна Берлинскиот зид. На овој ден во 1995 година врз првиот македонски претседател Киро Глигоров беше извршен атентат со автомобил бомба во центарот на Скопје, при што загинаа неговиот возач и случаен минувач, а тој се здоби со тешки повреди. На овој датум во 1997 година јапонски воз на магнетни перничиња го собори светскиот рекорд со 451 км на час на експериментална железница во близина на Токио. На овој датум во 1999 година за прв пат по Втората светска војна Национал-либерална партија на Јорг Хајдер го освои второто место на парламентарните избори во Австрија и доби можност да учествува во формирањето влада. На денешен ден во 2001 година Сенатот на САД го одобри договорот за трговска соработка со Виетнам, кој обезбедува нормален трговски статус на земјата и односи со Соединетите држави.